Врсничкото насилство е присутно во нашата школа, ама не во многу случаи. Сум била во таква положба да се најдам во присуство на врсничко насилство на некој ученик. Сум пријавила кај класниот раководител и мислам дека сите кои ќе се најдат во таква ситуација треба да пријават кај класниот раководител или кај психологот. Станува според недостатот на љубовта меѓу семејството, потоа се изразува и во општеството. Тука наставниците, професорите, педагозите од училиштата треба да действуваат како родители, како втори родители, и училиштето како втор дом. Децата се срамат, се плашат од јавноста да кажат дека има булинг врз нив. И треба да ја подигнеме свеста за да се стави крај на тоа. Само еден случај на врсничко насилство во основно училиште досега е пријавен во СВР Охрид со физички напад од ученик врз ученик, при што нанесени се тешки телесни повреди. Во овој период остварен е и контакт со родител на друго малолетно лице поради констатирани несоодветни однесувања, со укажување на родителот за поголема грижа со цел елиминирање на начините на врсничко насилство. Во контекст на решавање на овој настан, СВР Охрид и претходно пред да се случи овој напад оствари неколку контакти со педагошко-психолошките служби во училиштето, со директорот на училиштето, но и со родителот на детето, на малолетното лице, на кој што му е укажано да поведе повеќе родителска грижа и објаснати му се всушност настаните кои ги манифестирало неговото дете со несоодветно однесување. Бидејќи од овие контакти не се остварени никакви резултати, односно продолжено е со врсничкото насилство на истото малолетно лице, СВР Охрид му поднесе пријава на родителот за запуштање на родителска грижа. Но пријави има и кај службите и наставниот кадар во училиштата, иако потенцираат, се уште ретко се осудуваат и жртвите и сведоците да пријават. Не дека не се појавува врсничкото насилство, се појавува, меѓутоа сметам дека е тоа во некои подозирани форми, изолирани случаи, кои што во соработка со нашите ученици, наставниот кадар, нивните родители и останатиот дел од стручните соработници ни успеваме успешно да го детектираме и соодветно да му пристапиме кон негово решавање. Факт е дека е застапено и дека го има меѓу младите, но она друга страна е тоа што ретко кој од жртвите, да речеме, на таквото насилство, но и оние сведоци кои што ќе соберат храброст тоа да го кажат, мислејќи дека ќе добие поголем интензитет и дека уште повеќе ќе бидат исмејувани во средината. Во оваа насока продолжуваат едукативните кампањи на СВР Охрид за врсничко и сајбер насилство, но и вклученоста на училиштата во решавање на овој проблем. Нашето училиште генерално е посветено на превенција, не само на спреување, многу е важен моментот на превенција да го имаме. Во соработка со наставниот кадар и останатите стручни соработници редовно реализираме работилници, предавања, презентации во однос на тоа децата да ги запознаеме уште од најмала возраст. Ние си имаме работа сепак со дечиња од прво до 9-то оделение, да го препознаат булингот како таков, да научат што е, кој е неговото значење на крајот од денот, како може да се заштитат себе си кога ќе се најдат во таква ситуација. Треба да делуваме, тука треба се повеќе да комуницираме со децата, така ќе го препознаеме. Не треба да очекуваме тие да го кажат, туку да одиме по оние постапки на препознавање, на делување, спречување на тоа и нормално мерки кои што треба да се преземат за тоа да не се повтори. Ако очекуваме дека некој ќе го пријави тоа ќе биде многу мал процент. Секојдневната комуникација со учениците, секојдневното нивно функционирање, движење, облекување, состојбата која што ја имаат на облеката, од типот дали ќе биде пример извалкана или не, изгребана или не, во однос на можеби физички изгледот, па и некогаш потиштеноста, како реагираат во одредени ситуации, на одредени места, ако имаат одбиност, тоа значи дека нешто се случува. Тие се некои работи кои што ние како просветен кадар треба да го забележиме и нормално согласно правилникот за педагошки мерки тоа
забележиме и ако треба да се санкционира. На ниво на држава потребно е здружување, би рекол, поинтензивно на сите останати фактори кои што има директно или индиректно влијание во сузбивањето на врсничкото насилство како сложена и лоша, би рекол, лошо однесување што представува секако безбедносен проблем. Во тој контекст потребно е ажурирање постојано, перманентно на националната стратегија за заштита на деца и превенција на деца од насилство.